Има ли крај на ваквите случаи и колку невладините активисти можат да помогнат? Александра Перевска разговара со Драги Змијанац од детската амбасада Медјаши. Неодамна буквално целата јавност застана на нозе кога слушна за грозоморниот чин. Беше најдено едно бебе машко со пресечен јазик. Бебето беше згрижано во детската клиника, но и покрај сите напори на сестрите, бебето не преживеа. Денеска сме сведоци на уште еден ваков чин. Беше пронајдено женско бебе на хауба од автомобил. За овие проблеми разговараме со Драги Змијанац од Медјаши. Добар ден. Каде ја гледате вие причината за ваквите чести појави, да речем, кога во најголем дел од процентите тоа го прават родителите? Во вакви случаеви не е доволно само да се згрозиме и да го осудиме како неодговорно, несовесно однесување на родителите, туку треба државните институции навистина да поведат сметка, центрите за социјална работа да ги детектираат семејствата во ризик и да на време одземаат родителско право. Не откако ќе настане смрт, убиство, силување. Ваков случај на занемарување, злоупотреба, силување и убиства во секоја нормална држава ќе се крене и граѓански сектор, ќе се кренат и медиуми, ќе се кренат и државни институции, не само да го осудат, туку да ги најдат виновниците, да ги осудат виновниците, но и пред тоа центрите социјална работа на вистина да ја детектираат состојбата на кризно однесување или децата кога се во таква ситуација да бидат зависни од неодговорни родители на време да се одзема родителското право. Кога се работи за толку мало бебе, што може да се направи? Кога се работи за толку мало бебе, многу е важно пред да се стапи во брак, да навистина центрите за социјална работа им објаснат родителите колку е важно одговорното родителство. Доколку откаже семејната алка, тогаш институциите мора да бидат вторите старатели кои ќе водат грижа за соодветен раст и развој на детето. Детето е мало, не може да пријави, но тука се соседите, според законот за семејство, секое насилство, занемарување, силување, злоупотреба, должност е на соседот да пријави до Центар за социјална работа или до полицијата. Секако нашиот СОС телефон 0801 22 22 е втор по препознает телефон веднаш после 192, граѓаните може да го свртат и да побараат од нас навистина да извршиме поголем притисок во поголема мобилност на институциите во системот кога ќе откаже одговорното родителство. Ви благодарам на разговорот. Телефонот за пријавување го слушнавте 0800 1 22 22. Перевска разговараше со Драги Змијанац, еве што ќе гледате во